На археолошката карта на Македонија регистрирани се 6000 археолошки локалитети. На оваа карта пак посочени се само 18 кои во текот на 2009 година беа истражувани. И покрај најавата на надлежните институции дека и следната година ќе продолжат ископувањата и заштитата на локалитетите, за кои ќе се утврди дека можат да дадат големи резултати, се наметнува прашањето што во меѓувреме да се превземе останатите локалитети до бројката од 6000 да се заштитат од уништување, диви ископувања, градежни дејствија. Археологот Василка Димитрова посочува дека во светот веќе постои пракса во секоја општина да има најмалку еден вработен археолог. Во светот е пракса во општините да се вработуваат археолози кои ќе менаџираат со тие ресурси, кои ќе ги попишуваат, кои ќе ги опишуваат, ќе ги заштитуваат, ќе известуваат за нивната повреда или можеби за нивната презентација. Исто така, за жал, нашиот закон не дозволува регистрирање на приватни археолошки фирми кои би можеле истото тоа да го работат. Од заштитата на културните ресурси бенефит би имали и општините, посочува Димитрова. Може да се искористат за туризам и промоција, прибирање експонати за локални музејски збирки. Во меѓувреме, предупредува Василка, голем број од локалитетите се на атак на дивите ископувачи, а на интернет можат да се најдат многу сајтови на кои се нудат артефакти кои потекнуваат од Македонија. Како пример го посочува кратерот од Емир Капија, кој се наоѓа во приватна збирка во Њујорк. Најмногу на атак обично се локалитетите кои се наоѓаат надвор од населените места, прилично далеку, и некрополите, бидејќи некрополите се најмногу богати со наоди. Точен податок колку артефакти се украдени и однесени во странство нема. Македонската почва годинава откри повеќе од 100.000 артефакти, од кои најстариот е од 4 век пред нашата ера. Музеот на Македонија од вчера е дом на 9800. Во стаклените витрини на музеот можат да се погледнат стрели, керамички предмети, накит, надгробни плочи и посмртна ритуална опрема.